Our border is a disaster. Рон Де Сантис ја објави кандидатурата за претседател преку аудио разговор на Твитер проследен со проблеми. Но објавувањето на неговото прво видео за кампања беше поедноставно. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. Анкетите покажуваат дека гувернерот на Флорида е втор по Доналд Трамп, но далеку зад него. Политичките аналитичари, како Даниел Кокс, директор на Истражувачкиот центар за американскиот живот во Американскиот институт за предприемништво, се внимателни во врска со раните анкети. Анкетите се корисни. Тие може да утврдат каде сме во овој момент од трката, но просторот е отворен. Де Сантис имаше повисок рейтинг пред неколку месеци, но неговата популарност се намали откако ја нарече војната меѓу Украина и Русија територијален спор поради состаноците со богати донатори и со гледаниот неуспех да се поврзе со поединечни гласачи. Hello, Florida. Поддршката на Трамп останува цврста меѓу поголемиот дел од неговата традиционална база, конзервативци, особено кај оние без високо образование или повисоки примења. Но гувернерот на Флорида покажува сила кај уште еден елемент од републиканското јадро, вели Кокс. Се сметаше дека Трамп е омилен меѓу белите евангелистички христијани, но анкетите покажуваат, барем во оваа фаза, дека се чини оти тие го сакаат Де Сантис исто толку. Трамп зема заслуга за трансформирањето на Де Сантис од непознат конгресмен во гувернер со 2 мандата. It's a true honor to be standing here endorsed by the President of the United States. Тоа беше Де Сантис кога зборуваше на Твитер, еден од неколкуте индиректни напади на Трамп. Но она што предизвика внимание беа прекините на социјалната платформа за време на неговите забелешки. За Де Сантис да го надмине Трамп, ќе треба да испорача посилна реторика, вели Вилијам Галстон од институцијата Брукингс. And if Mr. DeSantis wants the Republican nomination, Тој не може да го заобиколи Доналд Трамп. Ќе треба да покаже сила во справувањето со Трамп, колку што Трамп се обидува да покаже со него. Тимот на Де Сантис исто така се надева дека републиканските прелиминарни гласачи ќе бидат под влијание на неговото ултраконзервативно искуство во Флорида. Како гувернер Де Сантис го забрани абортусот по 6 недели бременост, ги ограничи правата на хомосексуалците и трансродовите лица и водеше јавна битка против корпорацијата Дизни, вториот по големина приватен работодавач во сојузната држава. Гувернерот сега го префрли фокусот од Мики Маус на Доналд Трамп.